Добра вечер за Ѓорче Петров, добра вечер за Скопје, добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, господин Трајко Велјановски. Вашиот сограѓанин кој континуирано ни дава подршка на градот Скопје и на општина Ѓорче Петров. Почитуван сегашен и иден градоначалник на општина Ѓорче Петров, господин Сокол Митревски. Почитувани граѓани на општина Ѓорче Петров, ми представува особена чест и задоволство што вечерва сум овде заедно со вас. Воедно да ви се заблагодарам за довербата што ми ја дадовте во 2009 година и со вашата доверба станав градоначалник на градот Скопје, функција која за мене е голема чест. Чест да се биде градоначалник на главниот град е голема. Затоа ви благодарам. Меѓутоа, таа чест воедно и голема обрска. Обрска да се исполни она што беше ветено во изборната програма во 2009 година. А таа изборна програма, како и ова за 2013-2017, беше обимна и реална. Јас и мојот тим работевме макотрпно 4 години, од првиот ден, од како станав градоначалник, затоа што сонував и знаев дека ќе дојде денот, овој ден, кој ќе застанам пред вас и ќе треба да дадам отчет за сработеното за изминатите 4 години. Работевме макотрпно, честно и одговорно. Работевме да ги реализираме проектите кои што ги ветивме. Реализиравме проекти, реализиравме дела во сите 10 општини во градот Скопје, во Сарај, во Ѓорче Петров, во Карпош, во Центар, во Кисела вода, во Аеродром, во Газивава, во Чаев, во Бутел, во Шуторизари, во сите 10 општини. И затоа на крајот од мојот мандат направивме отчет за граѓаните на градот Скопје, отчет за да видите каде се потрошени вашите пари и каде е потрошено нашето време. Впрочем, може би и не треба да даваме отчет некогаш, заради тоа што она што го работиме како град Скопје е сосем видливо. Секојдневно кога ќе се движите по улиците и булеварите на градот Скопје, ќе видите каква промена има од 2009 до 2013 година. Сето тоа се дела кои што говорат за нашата посветеност, дела кои што практично зборуваат како работи ВМРО ДПМН, онака како што сме ветиле, честно и одговорно. Притоа, би сакал да ви ги пренесам поздравите од председателот на ВМРО ДПМН и премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски, ваш сограѓанин кој што живеел тука, и воедно да ви кажам дека тој е со нас. Тој се грижи за Скопје. Не сме имале досега премиер кој што толку се грижи за градот Скопје, кој што толку време посветува за реализација на проектите на градот Скопје. Јас, како градоначалник на град Скопје, секојдневно имаме комуникација со премиерот, а воедно и неколку пати во годината имаме долги разговори на кои што ги гледаме проектите кои што треба да се реализираат, проблемите на кои што најдуваме, како и помагање на тие проекти, на решавањето на тие проекти од страната на владата и на Министерствата на Република Македонија. За прв пат во историјата на градот Скопје, во поновата историја од 90-та година наваму, градоначалник на град Скопје и премиер на владата на Република Македонија се од иста политичка партија. И тоа е еден од условите, од адутите за решавањето на голем број на проекти. Тоа го покажала историјата, го покажа и минатите 4 години. Многу брзо изминаа тие 4 години. Мислиме дека беше вчера. Меѓутоа, ако се работи од почетокот, од првиот ден, тогаш на крајот од мандатот ќе има со што да се пофалиме. Ќе има што да дадеме во нашиот отчет. Ова не се празни отчети. Ова се отчети на реално сработени дела. Дури мислам дека и не се ставени сите, заради тоа што овие отчети ќе бидат многу поголеми. При ова би сакал да кажам неколку проекти кои што се реализирани
во општина Ѓорче Петров од страната на градот Скопје, а со поддршка секако на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, господинот Сокол Митревски. Изграден е кружен тек на булеварот Ѓорче Петров со споменикот на Ѓорче Петров. Изграден е кружен тек кај Свети Петар и Павле. Ѓорче Петров е единствената општина која што има изградено два модерни и убави кружни текови кои што станаа белег и одличие на Ѓорче Петров. Исто така пробиен е вториот дел од улицата Македонска војска до стадионот на фудбалскиот клуб Македонија и практично сега се овозможуваат поголеми можности за развој на спортот во општина Ѓорче Петров, а воедно подобрени се условите за живење на граѓаните кои што живеат на оваа улица. Реконструирана е целосно улицата Волковска по цела нејзина должина во населеното место Волково. Поврзано е Волково со заобиколницата. Тоа беше првиот проект на градот Скопје. Асфалтиран е дел од улицата 4 јули во општина Ѓорче Петров, на потегот на објектот на галеријата во насока кон црквата Свети Петар и Павле. Поставени се 124 столбови за осветување на пешачката патека покрај кеот на реката Вардар. Исто така поставена е атмосферска канализација на трасата на вториот дел од Македонска војска кон реката Вардар. Се тоа проекти кои што се реализирани во изминатиот 4-годишен период заедно со поддршка на општина Ѓорче Петров и на Сокол Митревски. Се сеќавам дека Сокол Митревски е многу упорен човек, кој што секојдневно се интересираше и бараше да се решат што поголем број на проекти да се завршат во општина Ѓорче Петров, за да може Ѓорче Петров да биде општина која што навистина доликува на македонскиот великан Ѓорче Петров. Почитувани присутни, вечерва сме овде пред вас за уште еднаш да ја побараме довербата од вас за новиот мандат, за мандатот 2013-2017 година. Затоа на овие избори, исто како во 2009, дојдоме со изборна програма. Програма која што има проекти за сите 10 општини во градот Скопје, а воедно и проекти за општина Ѓорче Петров. Програма која е правена многу студиозно. Програма која е правена од страната на експерти. Програмата која што е правена во соработка со владата на Република Македонија, во соработка со општина Ѓорче Петров, за потребите на општина Ѓорче Петров, а секако во соработка и со граѓаните на градот Скопје, со вас, сослушани се вашите проблеми, вашите иницијативи и ставени се во оваа програма. Оваа програма исто така ќе биде реализирана во соработка со владата и со општината Ѓорче Петров. И она што е важно, и за претходниот мандат, што одумив да кажам, немаше да биде реализирана програмата 2009-2013 без поддршка на Советот на градот Скопје и на мнозинството од советници во градот Скопје, без председателот на Советот на град Скопје, господјата Ирена Мишева. Заради тоа што за секој проект, за кружниот тек Ѓорче Петров, за кружниот тек Свети Петар и Павле, за Волковска, за Македонска војска, беа потребни одлуки од Советот на градот Скопје и тие одлуки ни ги дадоа, ги донесе Советот и ние врз основа на тоа ги решивме овие проекти, ги реализиравме овие проекти. Исто така и оваа програма ќе биде реализирана во соработка со Советот на градот Скопје. Затоа, почитувани присутни, ве замолува на 24 март да излезете и да го дадете гласот покрај за нас, кандидатите за советници, кандидатите за градоначалници на градот Скопје и општина Ѓорче Петров, да ги дадете и за советите, затоа што без советите ние не можеме да бидеме ефикасни градоначалници, затоа што ќе бидеме блокирани, ќе бидеме уценувани, ќе биде борба во Советот за донесување на секоја одлука, а тоа ќе значи одложување на реализација на одредени проекти, а некои од проектите и нема да се реализираат. Јас би сакал да набројам неколку од проектите од оваа изборна програма кои што се однесуваат на општина Ѓорче Петров. И како прво, изградба на нов училишен објект на средното училиште Кочо Рацин.
изготвување на техничка документација и можности за продолжување на Илинденска према Ѓорче Петров. Проширување на улицата 4 јули. Оние делови кои што се блокирани ќе бидат решени и 4 јули конечно ќе добие својата проектирана физиономија. Исто така ќе биде направена пешачка и велосипедска патека од мостот Сарај па се до Хром, онаму кај што ќе имаме проблеми со имотно-правни односи, можеби ќе одложи реализацијата, меѓутоа тука општината Ѓорче Петров која што вети ќе ги реализира, ќе ги реши имотно-правните односи. Решавањето на водоснабдување на високата зона на Ѓорче Петров. Реконструкција на постојната водоводна мрежа во општина Ѓорче Петров. Исто така ќе помогнеме како град Скопје во реализација на пречистителната станица во Волково, заедно со Министерството за екологија, заедно со општината Ѓорче Петров. Тоа се дел од проектите кои што ќе ги има предвидено во изборната програма на градот Скопје, а кои што се однесуваат за општина Ѓорче Петров. Затоа, почитувани присутни, ве замолувам уште еднаш, на 24 март, масовно да излезете за гласање, да го дадете гласот за мене, за Коце Трајановски, за градоначалник на град Скопје, да продолжиме со реализација на проекти, да продолжиме со реализација на дела, онака како што работиме во изминативе 4 години, да продолжиме за едно подобро Скопје, за поубаво Скопје, за подобро Ѓорче Петров, за подобри услови за живење во Ѓорче Петров. Ме замолувам да гласате и да му ја дадете довербата на господинот Сокол Митревски за градоначалник на општина Ѓорче Петров, да продолжиме заедно во реализација на проекти за општина Ѓорче Петров и градот Скопје. И 20-та сме под реден број 19. Да ја дадете поддршката за Советот на градот Скопје, за носителот Владо Поповски, затоа што гласате за Владо Поповски, гласате за изборната програма, гласате за мене, бидејќи ние сме едно исто тело кое што треба да реализира оваа изборна програма. И на крајот гласате за Советот на општина Ѓорче Петров, за носителот на советничката листа, бидејќи со тоа ќе му помогнете на господинот Сокол Митревски во реализација на неговата изборна програма. Да живее Ѓорче Петров, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави!